От друга страна, нашето земеделие, за жал, се осочува и со друг проблем. Проблемот е тоа што со зголемените цени на репроматериалите. Значи едно растение, за да биде правилно одгледано, за да може да го даде својот максимум, му е потребно хранливи елементи, тоа се некаде вкупно заедно со кислородот, водородот, заедно со въглеродот и така натаму, некаде околу 16 елементи се тие. Значи тие 16 елементи, дали преку минерални ѓубрива, преку исхрана преку капкав систем или преку фолиарна исхрана, сите тие треба да бидат до растението да ги има и растението во тој случај многу полесно ќе се изборува сите тие проблеми што му се јавуваат. Но заради зголемувањето на процент, односно цените на тие репроматеријали, на тие ѓубрива, на тие сите елементи, ќе се соочиме со еден друг проблем. Проблем што освен климатските промени што делуваат на начинот на одгледување кој што ќе се спроведе заради неможноста да се употребаат сите тие агротехнички мерки во земеделието, уште повеќе ќе се намалат приносите и квалитетот кај нашите култури. Значи тоа треба и како да се размислува, многу да се размислува во делот на исхраната, на наводнувањето, на сите тие работи што се потребни за растенијата, кои ќе придонесат за да не дојдеме во состојба, од извозници на некои култури, веќе доаѓаме во состојба кај некои култури, пред себе ќе јас кажам за доматите, верувам дека идната година, летниот период, ние ќе треба да увезуваме домати, да имаме за домашно за производство, односно за исхрана, за свежа консумација, а до сега бевме едни од поголемите извозници, да речеме, за наши услови, тоа прилично голем износ на домати се случуваше. Ке се случи и кај куртовската капја. Да немаме собствено производство кое ќе биде доволно за домашните индустријски капацитети. А камоли да имаме и за извоз како до сега што се случува. Значи, од една страна, високата цена на репроматериалите, од друга страна, ниската цена на самата култура, односно на самите производи од културите кои што се продаваат на пазар. Конкретно, ќе ви кажам, за куртовска капја пак, бидејќи како актуелна култура, која сега во моментот, значи не можете вие да продавате куртовска капја 25 денари, кога пред 20 години беше 20 денари или 25, сега пак 25. Пред тој период цената на репроматериалите била 3 пати пониска, може би и повеќе, а сега репроматериалите не се зголемени за 2 пати, 3 пати и 4 пати.